Пристигнува и Метју Нимиц. Зошто токму сега? Кој ги темпира преговорите за името со слаба влада и мигрантска криза? Зошто пријателите на Македонија ја повлекуваат поддршката? Амбасадорите Јордан Плевнеш, Љупчо Арсовски и Благоја Зашов со Александар Чоморски. Добро вечер. Не се вознемирувајте. На самата најава дека Бејли бил повлечен во САД, духовите веројатно се вознемирија. Американскиот амбасадор по консултациите во Вашингтон се врати и веќе длабоко е во преговарачка мисија во клубот на пратеници, каде според нашиот дописник, според нашиот Панта Џамбазовски се одвиваат веројатно клучните завршни преговори меѓу четворицата лидери, во кои сите очи се вперени во евентуалниот позитивен исход на долгиот преговарачки процес со медијаторство на странците. Она што моите вечерашни гости, видни амбасадори, меѓу другото и писателот, еден од најиграните драматурзи Плевнеш, Зашов и Арсовски, ќе ги прашам, зошто се уште во Македонија преовладува гнев и страф од меѓународното медијаторство кога треба да се решат внатрешните состојби во Македонија? Дали е тоа резултат на така наречената политичка пубертетност на државата или на одреден начин нашиот нефлексибилен однос да се слушаме и да разговараме? Господине Плевнеш, повелете. Мислам дека имате право во однос на прашањето на меѓународниот фактор кој што влегува во одредени позиции на кризните жаришта на секаде во светот, но прашањето конкретно со Македонија е, мислам, во една друга перспектива би требало да го согледаме. Пред еден месец објавив еден текст во Виенски Der Standard, овдека некој го одбележа Слободен печат и неколку други медиуми, кој што се вика Долгиот пат на Балканот кон Европа, во кој што потсетив на многу важни прашања врзани за функционирањето на Европската Унија и Балканскиот полуостров. Имено текстот започнува, го подпишувавме заедно со еден австријски историчар Кристофер Бенедиктер, започнува текстот со една констатација како беше можно Источна Германија да влезе во една ноќ во Европа, а сите балкански земји 2,5 децении да чекаат пред вратите на Европа. И подсетувам на еден многу битен момент, ти како пасиониран истражувач на историјата ќе се сетиш на тоа, амбасадорите Зашов и Арсовски сигурно. 25-та година излегува во Виена Балканска федерација и голем број на видни интелектуалци од Истрати, од Романија, Казанцакис од Грција, нашите Влахов, Келменди од Албанија и така натаму, подпишуваат еден заеднички текст кој што јас го цитирав на Виенскиот форум, кој што може да биде објавен утре са Вајле, дека 25-та година Балканскиот сон бил за заедница во Европа. Значи, тоа е едно многу сложено прашање, дека голем број на работи кои што можеле да бидат решени многу порано, не се решени и тоа е денешната последица, вклучително и македонската криза. Да не зборуваме за федерализмот на Јане Сандански. Па да, сигурно, да. Истото прашање за Арсовски. Па овде има точно тоа што го кажа многу конкретно прашање, гнев и страф од странците. Така може да се толкува од кога ги гледаме одреден број на медиуми како го преточуваат она што е кажано во некои говори, во некои изјави, дали на премиерот, дали на министерот за надворешни работи, дали на некој друг политичар, кога ќе кажат нешто, тоа се употребува понатаму преку медиумите и тоа се валка секој ден во сите вести, во сите имате коментари и така натаму. Се вклучија, да ви кажам, и некои имиња многу познати, да наречем и академици на таа страна. Мислам дека тоа е нефер на таков начин да се третираат странците кои дошле во Македонија, работат во Македонија и јас длабоко сум уверен дека би сакале да помогнат. Инаку стравот може да биде и оној што сега пред малку спомнавте, кој постоел Македонија била некогаш баш токму од странците делена за подкусурување до тие договори. Ама ја можем да разберем дека ние новинарите може да бидеме тенденциозни дел од интелектуалците. Ама вие дипломатите, особено вие поискусните, да излегуваат со таа перцепција на самодолност од Македонија, не ни требаат странците,
а предполагам дека дипломатската методологија меѓу другото подразбира прашање на диалог и на компромиси во меѓународната заедница кои се нужни и без кои не може да постои меѓународниот поредок. Како тоа тогаш би било логично? Тогаш тоа не се прави дипломати, тие се во функција на нечија политика. Зашо? За мене стравот е многу чуден кај, да не речам кај јавноста во Македонија, туку кај определени политичари. Инаку можам да кажам дека ако појдеме од фактот дека еден амбасадор кога е пратен во една земја, тој ја врши својата функција, се приближува кон таа земја и на крајот си оди како пријател од таа земја. И ние треба амбасадорите да ги гледаме како пријатели, а во една ваква тешка ситуација тие сакаат само да помогнат. И не знам зошто да има страв од нив. А тоа што спомнувате дека некои амбасадори поинаку мислат од впрочем, тие се малку така што мислат. Она што оние амбасадори, меѓу кои сме и ние, и Лјупчо, и другите амбасадори, сметаме дека не треба да се има страв од странските амбасадори, дотолку повеќе што тие се тука и да помогнат, а нам ни треба помош. Како искусни дипломати и како јавни личности, како ги толкувате последните пораки, во кои, например, во Берлин нашиот амбасадор може би не е нота, но му се става до знаење сериозна критика на адреса на Илинденска во однос на реализацијата на пржино. Или најновата информација дека од 15 познати светски држави кои се пријатели на Македонија, 1/3 одеднаш го повлекуваат агреманот 5 мина за таа поддршка. Дали е тоа дипломатска порака или е тоа на одреден начин, бидејќи не верувам дека кај големите сили постои гнев, туку има рационалност. Како тоа треба да се прими? Па понекогаш, ако се прават анализи од последниве 2 децении на нашата млада демократија, имало слични ситуации во овие години што поминаа и имало голем број на водечки политичари од светот, например, што давале една поддршка, но понатаму таа поддршка во реалноста се сведувала на една реалност во која била доведена во прашање и самото опстојување на државата. Еден пример ќе ви кажам. На 3 март 2001 година беше организирана официјална посета на председателот Трајковски на Франција. Заедно со председателот Ширак дадува едно заедничко комунике на перонот на Елизе. Јас се сеќавам како вчера да беше, председателот Ширак и Трајковски ни рекоа со тогашната министерка за европски прашања Колона, повлечете се и кажете на основа, напишете. И Колона ми рече, што би сакале вие да се напише за Македонија? Па јас реков, принципот на француската револуција напишете за Македонија, принципот на француската уставна перспектива во Европа, тоа е дека Македонија е една, единствена и неделива. И тоа беше прочитано од перонот на Елисејската палата. Знаете што се случи после тоа? Значи, прашањето на односот на меѓународната заедница кон одредени прашања, значи ја затоа го третирам Балканот како една целина, бидејќи тука имате земји со слични проблеми, значи и Македонија, и Босна, и Црна Гора, и Србија, и Косово, и Албанија и така натаму, значи имаме многу слични проблеми. Прашањето на односот на меѓународната заедница не е некое прашање консеквентно кај што ти имаат решение за се. Тие нормално и добре дојдени се да учествуваат, бидејќи нели европскиот, како што велеше Жан Моне, тоа е заедничка куќа. Ние сме во таа фамилија, тоа не е спорно. И нели еден од нашите најомилени автори Никола Бувие вели Балканот е срцето на Европа. Ние действуваме сите во тие перспективи, во тој простор, во таа смисла. Прашањето на присутноста и прашањето на пријателите, еве денеска ќе ве потсетам на оваа реченица што е капитална реченица што ја изговори председател Чирак. Ни еден новинар македонски ја нема цитирано, разбирате. А таа била изговорена во точно време на 3 март во 12 часот и 13 минути.
Ме разбирате? Значи, се оди во еден вид на конфузија околу прашањето со меѓународната заедница и нејзините влијанија во реалното секојдневие. Овдека имате вие еден класичен судир, да речеме, на политички опции и имате партии кои го решаваат тоа прашање. Знаете, Вајдзекер, едно од најмудрите личности на европската историја, Вајдзекер напиша 90-тите години една капитална книга се вика Der Partienstaat, дека во Европа се развиваат партиски држави. Вајдзекер беше жестоко критикуван во Германија, но подоцна, Вајдзекер почина пред една година, мислам, подоцна се свати дека Вајдзекер имаше право. Значи, партиските држави во Европа дејствуваат, значи мнозинството избрано во еден парламент, го партизира механизмот. Ме разбирате, тоа не е вчерашен проблем. И стана еден од водичките политичари на германското општество, еден од еден голем хуманист. Најреспектираните. Да се надоврзам на тезата на Плевнеш, која базира на тоа дали странските дипломати, а мислам дека се на граница, и воопшто дипломатите може да поминат границата на добронамерност ако се вклучат во местење, да речам условно, кој ќе биде премиер, кој ќе биде министер, или сваќаат и странците кои модерираат во оваа криза на крај со пораката ние сме до тука, од тука натаму е ваше. Кој ќе биде премиер, како ќе се решаваат решенијата за идната влада и така натаму. Што е таа граница во која странците се чуваат од инволвирање во внатрешните состојби на земјата? Прво, согласно Виенската конвенција за дипломатски односи е недозволиво да се мешате во внатрешните работи на било која држава. Меѓутоа, овде ѓаволот ја однесе шегата, овде веќе немаме таква ситуација, овде имаме согласност на партиските лидери од парламентот да седнат со странците да разговараат и тие потпишуваат тоа што го потпишуваат и сега членството отпосле вели тоа не важи. Мислам, тоа е несериозно и странците го сметаат ова за многу несериозна ситуација. Јас минативе месеци во почетокот на лето, ова е имавме едно топло лето, почеток, така беше пржин од 2 па 15, па дојде есента и јас не знам каква ќе биде зимата. Многу ќе биде непредвидлива, како што течат работите. Неодамна бев и во Брисел, утре заминувам во Букуреш, бидејќи како симпатизери, како член на либералниот дел од партиите на Либералната партија на Македонија, партиите одржуваат сега тие асоциации. Балканот го третираат и посебно Македонија. Балканот и посебно Македонија. Тоа е интересно да ги слушнете. Ситуацијата ја знаат фантастично. Фантастично. Тоа се нормални партиски и меѓународни лобирања во создавањето на амбиентот. Ма тука се темите се корупција, темите се владење на правото. Значи тоа е за Балканот зборувам, за сите земји, али посебно обработена Македонија. Иако ќе ви кажам нешто, Македонија сега за сега повеќе ја оставаат баш на Европската унија, Германија како предводник, што ги прави сите аранжмани сега за сега, или таа остана во десетка. Директното вклучување на Бели, тоа е континуитет на американската политика. Беше за пораките, така ви беше прашањето. Одбегнавте од клучното прашање. Како би се примиле, или како треба нашето МНР или нашата власт да ја прими пораката од Берлин кога амбасадорот се повикува со адресирање на вината? Како се прима пораката дека 5 од 15 членки на така наречената дружба пријатели на Македонија го повлекуваат својот кар бланш на поддршка? Зашо? Ситуацијата е многу чудна, можем да речам, но и во еден смисол и посебна заради тоа што Македонија не е некоја друга држава, нормална држава, така да речам, кога зборувам држава, со политиката која што се води во овие години. И оттаму, ова кога прашувате до каде може да се оди, тоа е толку растегливо прашање, што прво дипломатите
сите знаеме дека работат по инструкции. Тоа не се некој амбасадор во Скопје не одлучува да настапи некако, а да при тоа нема инструкција од земјата. Таму, во нивните Министерства за надворешни работи, има групи кои ја следат политиката на таа земја кон Македонија и тие дават инструкции на амбасадорот како да настапува. И тоа што во Берлин бил повикан нашиот амбасадор, исто така е одраз на политиката што ја води Берлин, односно Германија кон Македонија. Оттаму, во оваа воредна ситуација, нема една линија константна во сите земји подеднакво да се однесуваат амбасадорите. Тие се однесуваат така како што ќе добијат инструкции од централата. И што е интересно, за тоа дознавме од сајтот на германската амбасада, што не е вообичаено за едно министерство да ја даде налог на амбасадата и да рече ова ќе го пуштите, дека ако не беше тоа, јас не верувам дека ќе знаевме дека е повикан и дека му е кажано и дека таа телеграма веројатно на амбасадорот ќе завршеше некаде во врвот и никој немаше да знае. Меѓутоа за прв пат ние тоа го читавме што се случило, а тоа е порака. Тоа е порака, значи кај вас нема јавност, нема медиум што тоа ќе го објави и затоа ние тоа го правиме. Значи тука е критиката из врз медиумскиот простор, дека немаше ниту министерството да излезе со соопштение дека бил повикан, тоа го направи германската амбасада. Плевнеш, се согласувам со оваа теза дека Запад дури сега сваќа колку е долг патот на одреден начин и трнлив на приклучувањето на Балканот, што инаку европска цивилизација за Балканот. Во едно интервју со председателот на САНУ, познатиот невролог Владимир Костич, самиот вели дека е гнасно кога европските престолнини нас фашизоидно не третираат како некаков Западен Балкан. Но прашањето ми е дали во овој момент низ Македонија се тестира една стратегија која би требало да значи решавање на Западниот Балкан конечно кон нејзиниот пат, тој е во Европа, кон Европската Унија, визави така речените стравови од можната пенетрација на Русија и тука да се прекршат новите јалцки или постјалцки разни разговори за перспективите. Може би Балканот сега го нема тоа место што некогаш го имал во светската историја. Знаете и самиот дека дури во записите на Карл Маркс Балканот беше наречен магарешки мост на европската дипломатија. Тоа беше во 19 век. Подоцна со Балканските војни и со Првата светска војна се отвори друго поглавје, кое што е поглавје што не е така возвишено за европската историја. Знаете, во еден руски роман Европа е наречена најскапата гробница на светот. Тоа го напише Достоевски пред да знае дека на европско тло ќе биде Првата светска војна, ќе биде Втората светска војна. Во таа смисла европската цивилизација е исто така заробеник на својата сопствена некрофилија. И во таа смисла земјите на Западен Балкан, кои се Тит Ливие ги нарекува Европа прима, Балканот го нарекува Европа прима, тука е родена Европа. Во таа смисла ова прашање што денеска го поставуваме овде може да биде третирано и низ призмата на неодамна починатиот голем грчки режисер Тео Ангелопулос. Тој загина во, мислам дека амбасадорот Арсов го има и лично сретнато, тој беше гостин на средбите на Манаки. Тој имаше значи едно обраќање, нели тука беше гостин на нашиот фестивал. И замислете, тој снимаше филм за кризата во Грција и истрагата вели дека случајно го значи еден мотоциклист го доживеа тој инцидент нели на пешачки премин, но можеби символички последното негово интервју во Париз во Телерама ја кажува следната реченица дека штета голема е
што сите земји на Балканот не живееат 25 до 30 години заедно за да почнат да се респектираат. Тоа е клучното прашање денеска на земјите од Западен Балкан и за ова ја зборував на Виенскиот форум. Знаете, минатата година Ангела Меркел покрена една конференција паралелна со напорите на Европска Унија, бидејќи тие, нејзините соработници сметаат дека процесите во Европската Унија се доста бавни и таа свика еден самит со сите председатели и премиери минатата година, а оваа година Виенскиот форум на крајот на август не собра околу 200 интелектуалци од сите земји кои што зборувавме за овие прашања. Во таа смисла, ова визија на Тео Ангелополус дека треба да живеат заедно за да се респектираат, не враќа во оние години од 25-та година кога се зборувало дека балканските земји треба да се респектираат едни со други, бидејќи ние сега ќе го имаме тоа прашање како иден багаж на идната Европска Унија. Разбирате, независно од препораките или не. Значи, и во еден разговор, сега ќе го спомнам повторно председател Чирак, тој рече како да се реши некако проблемот за името. Добро, проблемот за името е еден, бидејќи на балканскиот простор има 1000 други проблеми наречени. Значи, не е проблемот на името. И за други закони. Во продолжение на нова убаво искажување на амбасадорот Плевнеш, тоа нешто што го заговара Ангелополус, тоа беше практично и пактот за стабилност, тоа беше практично на американскиот амбасадор Шифтер процес на стабилизација, да научиме повторно после сите војни да живееме заедно. Во Атина во мое време кога бев се одржуваше постдипломски студии за студенти од сите земји на Југоисточна Европа беше тогаш. И во Југоисточна Европа кога заминаа и Бугарија и Романија и Унгарија како земји на Европската Унија и надалато, остана Западен Балкан, кој е обкружен или заокружен со сите европски земји. Ние сме практично сега 5 држави и 5 држави заедно со Косово, значи сме сега во еден котел. Италија, Австрија, Унгарија, Романија, Бугарија, Грција и ние сме внатре. Што ако се случи една економска, финансиска и Германија кажува дека може да дојдат и воени конфликти на овие простори. Тој ќе дојде нов бран на бегалци во соседните земји. Меѓу другото на продолжението на тезата. Дали ова предност или хендикеп на коинциденцијата, на мигрантската криза, на малку поагресивното присуство на Русија на простори кои до сега важеа за стратегиски простори на Соединените Американски држави, дека сега на одреден начин сватија дека овде може или ќе се преиграат големите играчи, или дефинитивно судбината на Балканот ќе решат Европа и САД со перспектива на државите кон евроатлантските интеграции. Дали е тоа страф од оваа мигрантска криза која е непредвидлива по своите социолошки, религијски, па и ако сакате и цивилизацијски феномени на една од најголемите современи преселби на народи? Ке тргнам од ова последното што го рековте, преселба на народите. И мислам дека не е само мигрантска криза, туку е нешто пошироко. Тоа е практично една преселба на народите од едни територии каде што се водат војни, во едни територии каде што има мир и каде што секој индивидуално сака да живее. Во таква една ситуација, бидејќи мигрантите поминуваат низ Балканот, сакаме или не, овие 5 земји што ги спомна амбасадорот Арсовски, влегоа во истиот котел, така да речам, во кој што сега и земјите од Европската Унија и ние треба да се вариме и да од тоа да излезе некаква супа, некаква храна, нешто што ќе даде идеја како понатаму Европа да се движи. Не е лесно ни на водечките земји во Европската Унија да настапуваат сега кога гледаат дека на нивна територија се случува нешто што не го предвиделе. Имале стратегии разни, меѓутоа такво нешто не предвиделе. Тие учествувале во почнувањето на војните на Блискиот Исток, заедно со американците,
Меѓутоа не планирале дека такви некакви последици ќе има. И сега кога видоа дека сета тоа движење на овие народи поминува низ така наречената балканска рута, мораат да не прифатат и нас, и не случајно и од сиве овие земји има повик до европските членките на Европската унија да биде забрзан процесот на европско интегрирање на Македонија, Србија и другите од така наречено Западен Балкан. Само еден момент, сакам да ја продолжиме тезата на релацијата внатрешна политика, мигрантска криза и европските перспективи. Дали е возможно премиерот Груевски, кој некој вака тврдокрвно и партиски и премиерски настапува, кој вели не го даваме ова, не попуштаме ова, нема да има избори, нема да има техничка влада, па се одеднаш има. Дали е последната шанса на која Груевски игра, тоа е кооперативноста на македонската влада со евентуално отварање на поголеми зони за прибирање, за лоцирање на мигрантите во бегалски кампови или било што би можеле да примат 50 на 100.000. Идејата за така наречено распоредување на мигрантите во земјите членки на Европската Унија, а потоа се споменуваат и земјите низ кои поминуваат мигрантите, дојде од самата Германија и од, се разбира, и од другите водечки земји во Европската Унија. И тука ние можеме да се буниме, можеме да речеме дека не сме спремни да примиме, меѓутоа на крај на краиштата, ако тие во еден момент останат определен број, се разбира, ние мораме да се справуваме со нив, затоа што имаме и обврска според конвенциите што сме ги подпишале, да им помогнеме да поминат определен период до моментот кога ќе се создадат услови да одат таму каде што тие сакаат. Дали Груевски беше визионер со оној настап кога јавно проговори на 2 август, мислам дека настанува голема преселба и дека тоа веројатно една од стратегиските позиции кои ќе се прекршуваат низ Балканот. Дали сега играјќи на таа проценка игра и на условно кажам и на сопственото врзување на стабилноста на својата позиција во преговорите со опозиционерите, во кој му се намалува кредибилитетот? Видите сега, индивидуалните политички судбини, тоа е прашање на околности. Разбирате, значи, има голем број на примери во европската историја на политичари кои се вложиле целосно во еден процес на идентификација со нацијата и доживеале различни типови на разминување со таа сопствена визија. Меѓутоа, надвор од индивидуалните политички судбини, бидејќи тие се дел на една индивидуална историја и секој го носи сопствениот крст во тоа, ние, еве и во анализите на амбасадорот Зашов и Арсовски, и во вашиве сјајно провокативни прашања, ти си познат, имаш една интимна историја на еден од најлуцидните провокатори во македонското новинарство. Добре, ја ти благодарам, иако не мислам многумина така, но и критичарите ми се добродојдени. Точно. Сега, значи, овој проблем е многу посериозен. Значи, нашиот универзитет организира 2 фестивали на Југоисточна Европа во Париз и Југоисточна Европа во Берлин. Од деканот на Хумболт пред 10 дена добив едно писмо кога ќе заврши селекцијата. Ние уште го немаме отворено повикот. Меѓутоа, од филмовите што се дојдени, од сите овие 12 историски земји, сите филмови го третираат прашањето на бегалците. Разбирате? Значи, има потресни драми во македонскиот филм Лазар, што нели се отвори Манаки, во српскиот филм, во турскиот филм, во грчкиот и така натаму. Веќе јас имам некој од нив гледано. Јас му напишав на деканот на Хумболт, рече која ќе биде темата. Ме праша професор која ќе биде темата, да имаме некоја тема што ќе ја привлечи берлинската публика.
И јас викам, видете, еве, ова е моje прво размислување, нека биде темата кои се бегалците, а кои сме ние. Тоа е клучното прашање денеска во светската историја. И јас тоа го отворив на една церемонија на прогласувањето на Мето Јовановски, нашиот голем култен филмски театарски актер. Тој е првиот доктор онорис кауза на нашиот универзитет и од Македонија. Имаме од 10 земји во светот најголеми имиња. И таму раскажав еден мал пример со кој сакам сега да го споделам во твојава емисија. Ти го посветувам тебе и на твоите гледачи на Телма. Софокле умира 406 година пред новата ера. Последните години од животот е грчко-персиската војна. Херодот тогаш објавува текстови или ги соопштува во тие јавните места на комуникација во античката меморија, во која што вели дека бегалците од грчко-персиските војни ќе ја загрозат иднината на реалноста, на државата и на низините перспективи. Тогаш имало 30.000 бегалци. Денеска Интернационалниот комитет на Обединетите нации вели дека има 278 милиони бегалци во светот. Разбирате, тоа е сликата на човештвото 2400 години пред нас со Херодот, и Херодот тоаш го напаѓа, вика дека е манипулатор, провокатор и така натаму. Софокле напишува една ода за Херодот, го брани, не е, вели, тој само размислува длабоко за судбината на човештвото. Херодот не ја доживее ова прагматичен слоган дека историјата се повторува како фарса. Апсолутно, како фарса. Чомовски, врзано за миграциите, бидејќи ги водев некогаш миграциите од 2004 до 2006 во рамките на програма на Европската Унија, кога беше прашањето за визите, прашањето за документите и така натаму, тоа беше услов и тоа бе преговори успешно завршени и тогаш бевме најдобрата земја од овие 5-6 и Хрватска тогаш беше со нас, што бевме во тој процес. Ние бевме најдобри во Брисел на 25 декември 2005 година. 2006 година во мај под покровителство на белгискиот крал се одржа првата конференција на преседатели и премиери во светот посветена на миграциите. Втората конференција ја зема Филипини, бидејќи имаше најмногу мигранти од Филипини по целиот свет. Во Грција имаше 50.000 во тоа време веднаш. Третата конференција ја зема Грција. Значи, миграциите беа третирани уште 2006 година со заклучоци дека економската ситуација, финансиската ситуација во земјите подложни на миграции и локалните војни ќе направат големи мигрантски движења. Добро, поштовани гледачи, следите дебата на нашите истакнати поранешни дипломати Јордан Плевнеш, Благој Зашов и Љупчо Арсовски. Бидејќи нашиот Панта Џамбазовски не се јавува од клубот на пратеници, а се договоривме дека се јави ако има било каква вест за која навестува некаков позитивен исход. Сега ви предлагам да го видите разговорот на нашиот Дарко со Ричард Ховит, еден од медијаторите во овие нови премрежија со македонската политичка и национална иднина. А потоа ќе се вратиме со дебатата повторно за мигрантите, но од аспект на еден друг концепт. Зошто така одеднаш мигрантска криза, македонска криза нимит се враќа на Балканот? What is clear to me is that the agreement that I was party to negotiate on the 2nd of June, and then again in relation to the prisoner agreement 15th of July, that was breached. Those breaches do have consequences. And, I hope yesterday, today, that significant strides are being made to put that agreement back on track. But there is no doubt that the parties haven't operated in good faith, and in this instance, the statement from Commissioner Hahn and from the ambassadors of the European Union and the United States, EU countries, not just EU delegation,
it's very clear that the principal responsibility for non-compliance with that agreement is on VMRO, the governing party of this country, and on Mr. Gruevski. Now, still, I appeal to him, to them, and to all the parties to take their responsibilities seriously. But there must be accountability for the failure to do so. It is too late to get simply a reproduction of the positive recommendation of the EU to start accession talks. That won't be what is published next week. There will be qualification, there will be conditionality. I'm certain of that. And I regret it. It's not what I want, it's not what I've worked for. But the continuing failure of politicians in this country to honour the promises that they have made has consequences internationally. And that's what I've learned in this visit. Your colleague yesterday said that in 27 of 28 countries, the Prime Minister in this kind of situation wouldn't survive. In a democracy, there must be political accountability. And if there is wrongdoing in any of our countries, not just this one, then the people who are responsible for that wrongdoing must be held legally to account if there is criminal wrongdoing, but they must be held politically to account as well. And I can tell you about Conservative politicians in my own country, Great Britain, who have resigned, not actually because they've made any personal mistake, but because their departments have, and they've taken political responsibility. And what the wiretap crisis shows is that the promises that were given haven't been fulfilled. In some ways, it's got worse rather than better. And therefore, the result of the 2nd of June agreement and then the prisoner agreement must be that the promises to work on those issues get fulfilled in a way that the previous promises weren't, and there's a higher standard of proof that is required. And these politicians in this country have to demonstrate that they're up for that. And there is a doubt, there is a concern now in the international community, in the European Union about that, but there must be legal accountability too. And the appointment of the Special Prosecutor, I've met her this week, she must be enabled to do her task without pressure, without interference from us either, by the way. We respect her independence. We're not trying to interfere, but neither must any political actor in this country. And if there has been criminal wrongdoing, and there is no doubt that criminality has existed, everyone agrees that, but it's for the courts and the judicial system to determine who is responsible and how, and to make the necessary prosecutions and then convictions. So I hope the judges will also look into their own hearts and determine what that case through genuine independence and objectivity. Because if they just vote on political lines, they're not just letting themselves down, they're letting down the whole country. The Special Prosecutor must be allowed to do her job. The European Union, the international community, doesn't want to be a bully, telling people here what to do. We recognise that our pressure, our support, our intervention is necessary at this point. I regret that, actually. I would rather Macedonia as a sovereign country was able and had the capacity to deal with the conflicts and problems that exist in all societies. But the level of problems and the capacity to deal with them here have fallen so far short. It's required a greater European and international involvement, I hope, only in the short term. I hope that things can be different here in the future. Because the consequences of things continuing to go wrong is not it getting worse for me, for my country, for the European Union. The consequences of it failing and getting worse are for the people here. They're for the economic futures of the businesses and the people here, and whether the young people will be able to get jobs. If we lose the positive recommendation, Mr. Gruevski himself has said to me, not this week but on other weeks, that there's a big impact on the climate of confidence that investors will have to bring money here, which is crucial to the economy of the country. Еве, тоа беше Ричард Ховит во интервју специјално за Телма. Зашов Арсовски племнеш.
се враќам на ова мигрантска криза и невообичаениот стек на околностите во кои одеднаш станува атрактивно и немис да се најавува и да се вклучува, немис е нашиот вечен посредувач околу грчко-македонскиот спор. Но, она што денеска ми остае впечаток, тоа е изјавата на хрватскиот министар за внатрешни работи за Дојче Веле. Грција е виновник за бегалската драма на Балканот. Зошто и како? Па мислам дека од амбасадорот Арсовски треба да почне, како експерт за амбасадор во Грција. Грција има таква геоположба во Медитеранот, блиска е до Турција. Грција си го имаше проблемот со пребегување, доаѓањето на мигранти, турци и други кај реката кај Александрополис. Таму има и мински полиња, таму беа подигнати жици, само со цел Грција да се спаси, дека секоја вечер гинеа, затоа што тие одат и гинеа, таму и се знаеше дека значи таа не е моментално виновна. Морето, островите делат неколку километри од турската обала. Во Турција сам призна Ердоган колку народ има и тој ги држи. Меѓутоа очигледно дека мора, знаете, кога ќе се наполни балонот или бурето, мора да отпуштите малку вода. Кој може да држи тој бран? Тоа цунами што би можело да биде. Тоа цунами, а од каде се наоѓаат бродовите, од каде се наоѓаат чамците, моторните, се тоа криумчари? Не може. Таа земја која контролира кој што ќе напише и кој што ќе каже, не може да не знае дека илјадници, стотици илјади се на обалата и чекаат бродчиња и се упатуваат на грчкиот брод, на брег. А што да направи Грција во тој момент? Она што го правеше и што се знае, тоа е дека во автобуси беа качувани и носени на граница. Тие не одеа низ Грција како кај нас по цел. Тие Грција би требале да поминат за 3 Арсовски, дена. За тој така наречен цивилизацијски однос на грците се крие една перфидна играрија. Истовари ги на македонска граница, бидејќи тоа е патот кон Европа, и ние не сум сигурен дека ќе можеме да се справиме со таков бран. Уште повеќе што не сум исто така убеден дека србите ќе издржат на така речената галантност, на пропустливост и не дај Боже хрватите да дигнат жица. Што правиме после? Точно е тоа што јас не сакам да ја бранам Грција, меѓутоа таа неколку пати упозоруваше години наназад на тие чамци што доаѓаа преполно. Тогаш европските новинари ја критикуваа како некој удрил шамар на некое дете, како било вака, како било така. Значи се задржуваа само на публицитет, а не и на суштинската работа, дека ова е почеток на бранови што ќе доаѓаат. И тие го направија тоа што го направија. Ние исто така ги пропуштавме према Србија. Кога Унгарија го направи тоа истото, земјите што ги очекуваа прво ја критикуваат Унгарија. Они треба да седнат и да разберат дека во прашање е голема криза во тој цел регион. Почна со арапската пролет и така натаму почна воени дејствија. Ова сега во Сирија е очигледно човечка трагедија, очигледно дека е невиден масакр врз население. Дали овој екзодус ќе има реално политички импликации внатре во Македонија и во однос на позицијата на власта и во однос на македонската подготвеност да се соочи со евентуално затворење граници југ-север, па да одеднаш да станеме еден пловечки ферик брод за 100.000 бегалци. Да подсетам дека Македонија има искуство од таква една бегалска криза, сега ја велиме мигрантска криза, и не е тоа одамна. Пред 15 години ние се соочивме со тој бран на бегалци од Косово своевремено и не ни се далечни ситуациите кои се одвиваа овде во Македонија. Се зависи од тоа колку и оваа наша криза ќе трае, за да може да се решава и некоја друга криза паралелно и заеднички со земјите членки на Европската Унија. Затоа што ние не можеме таква криза да решиме, како што не можевме ни тогаш да ја решиме, и тоа за среќа брзо се реши, а оваа криза со
мигрантите, мислам дека подолго ќе трае, затоа што пред малку реков дека тоа е преселба на народите. И само ќе се додадам на она што амбасадорот Арсовски го рече. Грција е прва земја членка на Европската Унија и на Шенгенскиот систем. Кога она ги прима странците, мигрантите кои доаѓаат, таа треба да реагира како земја од Шенгенската зона. Меѓутоа, обемот или бројот на мигрантите е таков да практично не можеше да се користат тие правила што беа воспоставени со Шенгенскиот систем. И таа едноставно се најде во ситуација да ги пропушта кон Македонија и ние во почетокот имавме проблеми, но сега немаме. Сега само ги препраќаме кон Србија, Србија ги прифаќа и така натаму. Не само што нема, туку веќе во медиумите и не се ни зборува за тоа, така стана тоа симната тема што е невообичаено. Амбасадоре Плевнеш, писател е Плевнеш. Некаква асоциација ми се најде низ некоја чудна тројка. Вечна куќа, Macedoniše Cuštende, па Стела Бенвениста и на крај вашата потрега за планетарен идентитет. Кога зборуваш за планетарен идентитет, одеднаш станува имагинарниот национален идентитет на Македонија во овие глобални движења кои апсолутно прашањето на идентитетот го дигаат или го спуштаат до ниво на необјаснивост. Да, па Виктор го велеше татковина ми е дух од идни на човештвото, во таа смисла. Монтеские велеше прво сум човек, а после Француз. И сега слушајќи ги сите овие анализи, всушност точките на кризата на бегалците се насекаде низ светот. Затоа јас ви ја кажав таа цифра на Интернационалниот комитет за бегалци при Обединените нации, дека 278 милиони бегалци има сега. Знаете, за неколку дена ќе биде денот на падот на Берлинскиот зид. Знаете тоаш како се славеше падот на Берлинскиот зид. Сега, овој пад на идејата за хуманизмот во човечеството, кој ќе го слави и кој го произведе тој пад? Разбирате, тоа е големо прашање за човештвото. Ние сега зборуваме за бегалци, а не зборуваме кој го произведе тој чин. Ние зборувавме тогаш, нели, падот на зидот Берлински како идеја на демократијата. Кој сега ќе го објаснува падот на либералниот капитализам и на воените индустрии во светот, кој што дигнитетот, достоинството на човекот во светските рамки го доведува во прашање, ме разбирате? Една од клучните фигури на светската наука, Клод Леви Строс, кој што почина на 99 години, неговото последно интервју беше: професоре, што ќе кажете за историјата на светот, вие што ја проучувавте таа антрополошка тајна на бескрајот на меморијата на човештвото? И тој ја даде следната бесмртна изјава. Вели, среќна околност е што историјата на светот започна без човекот и уште посреќна е што ќе заврши без него. Еве, тоа е денеска драмата на човештвото. И тоа е мојата потреба по планетарен идентитет. Разбирате, оти ако зборуваме за бегалци, апостол Павле бил бегалец исто. Тој што рекол дека ако немаш љубов, немаш ништо. Разбирате, тој поминува како бегалец од Блискиот Исток. Сега Адонис ние го викнавме во Македонија, едно од најголемите имиња на арапската поезија, Махмуд Дарвиш, што почина 2008 година. Тој пееше за тие прашања на тоа дека човечкиот живот е воспевање на радоста од постоење. Каде е таа радост од постоењето? Што го славевме тоаш, нели, Ростроповиќ свиреше на урнатиот зид. Кој ќе свири сега за бегалската криза и во тој планетарен идентитет кај што човекот е едно и исто, нели? Вие спомнавте вечната куќа, бегството на Стела Бенвениста, 500 години од доаѓањето на евреите во Македонија. 500.000 луѓе дошле сефарадите и прифатени Macedoniše Cuštende, прашањето на односот на фашизмот кон тие прашања и на комунизмот, или прашањето на Еригон што сега се игра во драмски театар, таа пиеса се вика Еригон или човекот во бегство. Значи целата историја на светот е едно големо бегство во кое се обидуваме да пронајдеме смисла.
можеби дипломатите во една сфера, во еден простор, новинарите во друга сфера, ние писателите во трета и така натаму, но останува човечкиот живот пред таа дилема што Џон Кенеди ја кажа во еден говор во Даблин во април 1963 година, неколку месеци пред да го убијат, цитирајќи го големиот Џорџ Бернард Шо, вели: јас ги гледам нештата и се прашувам зошто, а јас ги сонувам нештата какви никога што не биле и се прашувам зошто да не. Тоа е таа мисла. Поштовани гледачи, ви остава минути да ги изанализирате есеот на писателот Јордан Плевнеш. Вечерашниви амбасадори натаму се во студио ЕПП и се враќаме насад. Договор за решавање на политичката криза со странско медијаторство. Новинарските прилјаници на власта би ги избркале западните дипломати од Македонија. Дали им е доволен само Груевски? Пристигнува и Метју Нимиц. Зошто токму сега? Кој ги темпира преговорите за името со слаба влада и мигрантска криза? Зошто пријателите на Македонија ја повлекуваат поддршката? Ајде малку се враќаме повторно назад, а кога ќе се вратите назад со амбасадорите, веќе дипломатскиот речник треба да добие димензија на прагматичност. Што значи најавата на реактивирање и ребрендирање на Немец? Зашо? Имаше еден подолг период кога Нимиц молчеше и мислам дека му е сугерирано сега да се појави паралелно со решавањето на кризата во Македонија, да се постави тоа прашање. Се разбира, тоа утре нема да се реши. Се разбира, оваа влада што е до сега нема да го реши, но сепак мора да има еден тек и мислам дека тука сугестија има дадено големите земји кои се Што би биле сугестиите за пржино 3? Не. Дека за идната техничка влада и тоа прашање треба да биде во багажот? Не, сугестија во смисла Нимиц повторно да почне да работи. Тоа значи да најави дека во определен период ќе дојде овде, ќе дојде во Атина, но да споменеме дека паралелно се одвиваат и некои други активности од големите сили. Нуланд беше во Атина и други контакти се вршат, така да Немец практично паралелно работи со американците за забрзување, ако воопшто може да се зборува за забрзување на тој процес на решавање на проблемот со името. Што ќе каже грчкиот познавач? Колку години бевте Арсовски? 8-10 години во првиот во Солуни, во вториот скоро 8. Како ви го гледате ова? Видите, ако малку погледнеме поназад, почна нешто амбасадорот Зашов дека Нимиц беше вистина тивок, и јас дури си дадов слобода на некои социјални мрежи да му порачам дека е време после 20 години, оваа година е од времената согласност и од 23 претходно од резолуцијата 817 со кои двете земји треба да го решат отвореното прашање, али го постави тоа Грција, и дека мора да се врати повторно назад во Советот за безбедност, каде што треба да извести, тоа беше мој предлог, дека ова прашање нема решение. Двете страни се длабоко закопани во рововите и дека тој се обиде. Друго прашање Зашто би ја затворили мисијата? Ќе ви кажам зашто. Палестинците и израелците 45 години преговарат и се уште се на рамниште на преговори. Ќе ви кажам, резолуцијата се однесува само за прашањето за името. Како избега? Јас не бев дел од тој процес во тие години, бев веќе во Грција, каде што амбасадорите не учествуваа, имавме Тошевски и други амбасадори беа надлежни. Некако на масата, освен името, се појавија 3-4 други прашања. Од идентитет, па јазик, па употреба, па вамо, па едно друго. Значи, не било само прашањето дали ќе биде северна или ќе биде горна или така натаму и така натаму. Сега, Немец беше кај Меркел, ако се сеќавате, од тој разговор немаше еден збор. Ништо немаше. Тамо се одлучени очигледно некакви зафати кои ќе ги почне во даден момент. Потоа беше кај Бан Ки Мун, неодамна, кога беше и премиерот, беше и други беа тамо на разговори. Значи, Немец во еден чуден амбиент сега,
кога има старо-нова влада во Грција, тоа е Ципрас, нели, и Коцијас, истата гарнитура. Меѓутоа, И сомнителен легитимитет на едната техничка влада на Македонија. точно, значи во еден таков ровит политички момент, наеднаш тој се појавува не само со идеја дека треба да се работи, туку со еден чуден вокабулар посветен на двата лидера, на двата премиера, кои се со еден друг вокабулар третирани на Запад. И Ципрас заради односот према тројката. Ај само еден момент да ве свртам на домашен терен. Дали е тоа еден облик на перфиден политички притисок врз Груевски и Зова за да се преговара, за да му се отвори нимици, да му се отвори спорот со името, за кој тој има дифузни изјави. Час прифаќа додавки, час него даваме идентитетот, час ние сме тоа што сме и така натаму. Јас се служам со тоа што го рековте, тоа е дел од притисокот што ќе биде правен и понатаму. Дека не заборавете дека тој компромис што мора да се направи, сите и Меркел го кажа, мора да се направи компромис меѓу двете земји, тоа е тоа, а ние видовме и во некои од тие снимени работи што ги слушнавме дека се разговарало конкретни предлози за име, за едно, за друго. Луѓе кои не се уопште компетентни за таа работа. Значи, работата е избегана од контрола. Сега, во овој момент, ја ставаат во еден, што верите вие, може ќе имаат пржино 3, меѓутоа тоа е условот и за НАТО. НАТО нема да се повлече од таа позиција. Кога ќе се најде решение, вие сте во НАТО. Тоа беше Букурешт. Професоре, сакам да ве прашам со една моја перцепција. 92 година јас бев во Атина со една група на писатели, научници на форум и се дискутираше со различни позиции, како што се разговараше исто така и со дел од бугарските интелектуални елити и така натаму. Потоа Унковски представи во Атина. Па потоа доделување на Струшкиот вечер на Јанис Рицос. На Јанис Рицос. Пред тоа беше Јанис Рицос. Не, зависно од тоа. На планот на културолошкиот и интелектуалниот диалог нема проблем. Дури на проблемите на економската пенетрација и соработка нема проблем. Што е тоа? Што имаме еден балкански закрвевен однос во кој идентитетот станува посесивност на локална средина наместо на глобални размери. Француската телевизија емитуваше еден разговор за двајца пријатели што живеат на иста улица во Париз. Тоа беше големиот грчки мит, книжевен и дисидент Елијас Петрополус и со мене, ние бевме долговодични пријатели, и Елијас Петрополус ја даде бесмртната изјава дека Грција нема право на монопол на името Македонија. Тоа е клучната тема во овој контекст, разбирате. Тој напиша една песна што е оставена како тестамент во Париската префектура на 5-тиот арондисман и ние објавивме заедно со мојата сопруга Лилјана и неговата сопруга Мери Кукулес, познат византолог, ја објавивме книгата Зошто не се враќам во Грција, бидејќи нема во Македонија толку читачка култура, инаку тоа би било бестселер сега да се објави. Јас напишав таму 30 страни текст предговор за таа личност, но нема некое големо раздвижување во овие кругови да се објавуваат, така што тој што ќе ја бара меморијата, ќе ја најде. Вие сте човек што чита и откривате настани од тие периоди што ги цитирате. Во тој мал тестамент тој вели: јас сум грк, задолжително грк, но мојата земја секојдневно ми го кине срцето со односот кон настаните и така натаму. И велам на жена ми, кога ќе цркнам овде во Париз, изгори го мојот труп и фрли ја пепелта во канализација, тоа е мојот тестамент. Така заврши Елијас Петрополус и замислете, неговата сопруга, кога тој почина во Париз и кога беше кремиран во Перла 6, ми се обрати мене и рече: Јордан, јас сакам да одржиш посмртен говор.
И тоа е познат говор, што се уште можете да го прочитате на интернет, на Курие де Балкан, го чуваат со години. 2003 година нашиот амбасадор, тогаш Ханџиски, ми напиша, тоа беше единствениот ден што бев горд што сум амбасадор во Атина, кога те цитираше грчкиот печат што си рекол на погребот. Тоа што реков дека има милиони работи што не разделуваат од грците, но има една иста работа, што тоа е се во случај в мојот духовен тестамент за ова прашање, дека исти се македонските и грчките солзи. Тоа е се. Се вратиме на прагматичноста на дипломатијата и на Нимиц, со голем респект кон провокацијата од Плевнеш. А тоа е Нимиц објективно е медијатор пар екселанс во кој го има оној српско-пашичевски и ти имаш право за да го оддржи диалогот. Меѓутоа, внимавајте сега, наспроти ова цела палета за која зборуваме, одеднаш Милошевски предлагаше пакет мерки на доверба, па Грците тоа глатко го одби, особено во времето на Самарас. Дојде Коцијас, министер за надворешни работи, одеднаш сега станува приемливо да разговараме за пакет на доверба и Што е тоа што би можело да помогне да се скрши мразот и да се реши спорот, зашто реално гледано џабе ни е мигрантска криза, џабе ни е внатрешната политичка криза решавањето и перспективата на европско и атлантското сојузување зависи од грчкото вето. Како тоа да се прекрши? Кој е тој нужен компромис? Па, мислам дека и двете страни долго време калкулираа секоја страна за себе што ќе направи од тоа прашање. Памет не им доаѓа на крај да го решат. Затоа што возот е тргнат некаде и не можеме да го вратиме назад. Ние имаме резолуција имаме медијатори, едниот почина, другиот, третиот. Сега медијаторите се јавуваат и се на наша страна, што е интересна работа, од која ја пуштаат како Нил, како некои други, во смисол на наша страна. Она што го кажува и Плевнеш во кажувањето. Ние си го имаме тоа име. Меѓутоа, како да се врати сега целиот, затоа го спомнав тоа дека Нимиц треба да каже ова прашање не може да се реши. Вие не сакаат таква работа. И Кипар не се реши, таа резолуција уште е отворена, меѓутоа Кипар си стана земја на Унијата, другиот дел од Кипар, и така натаму, и така натаму. Значи имало решение. Кај што нема решение, има решение. Дали Нимиц доаѓа во услови на релативно ослабени политички кредибилности на двајцата премиери, и на Ципрас и на Груевски. Груевски дома вели ништо не прифаќам, се прифати, ќе прифати предполагам. Ципрас велеше на Меркел ништо не прифаќаме и вака, на крај се прифати, вклучувајќи и дополнителните товари што ги направи, иако многумина вела дека се испазарил. Дали е тоа позицијата во која Нимиц бара решение? Јас мислам дека Нимиц нема наскоро да дојде во Македонија, туку едноставно се приклучува со проблемот со името во сиот збир на проблеми што ги има Македонија. Но проблем има и Грција. Споменавме мигрантската криза, споменавме пред малку и финансиска криза во Јанис Варуфакис предупредува крах на Грција во наредните 6 до 8 месеци. Економски крах. Бившиот министр за финансии. Јас во тоа не верувам, затоа што Грција секогаш се снаогијала што се однесува до кредитите и задолжувањата. Знаеме во историјата она 5 пати банкротирала, па потоа пак се воздигнала, имајќи една многу добра дипломатија, знаејќи да се снаоѓа, се разбира, тоа е и традиција која ја влечи корени уште од многу одамна. И ние како македонци и како македонска дипломатија можеме многу да учиме од грчката дипломатија. Се разбира од турската, но пред се од грчката дипломатија. Јас верувам дека сакат големите сили, пред се Америка, прашањето за името да биде жешко и за време на оваа криза, за да и тоа се прави и тестирање, знаете. И сегашнава влада
па преодна влада, па нова влада евентуално после 24 април и така натаму, за да подсетат дека сите овие што владеат или се спремат да владеат, имаат натоваредно прашање за името кое е многу важно за земјата и треба да се решава. Но не го додава продолжението на констатацијата на Варуфакис, кое е некој алиби за Ципрас и за Груевски, а тоа е не тераат да клечиме. Што на одреден начин може да биде мотивационен фактор за Груевски, дека нема баш да бидеме принудени да клечиме за да изгубиме елементарен идентитет наспроти големиот компромис. Па добро, премиерот Груевски, значи, е една личност од плејадата на македонски врвни политичари кои се соочувале со овој проблем. Разбирате, значи, тоа не е само прашање на премиерот Груевски, и сите премиери пред него и сите премиери после него ќе се соочуваат со тоа прашање, бидејќи не треба да заборавиме дека на европскиот континент има околу 156 проблеми што не се решени. Разбирате? Почнувајќи од проблемот од ирската поговорка, додека не и се стемни на Англија, на Ирска нема да и се раздени. Почнувајќи од проблемот на Каталонија, почнувајќи од проблемот на Шкотска, од односот на голем број на прашања во централниот дел на Европа. Ме разбирате? Да не зборуваме за Кавказијето или за не, башка, се зборувам само за Европа, бидејќи Дени Деружмон напише една прекрасна книга, овде е објавена македонски 2800 години на Европа се вика, во која вели тој континент се бара 2800 години, не може да се најде. Тоа не е проблем на тука немате во грчка дипломатија нема грчка константа, па сега со таму во оној момент ако се предложи едно решение нема да биде прифатено, ме разбирате? Па нити во македонската политика има некоја константа која што може да го реши. Кој ќе го реши тоа прашање? Еве ако ве стават вас министер во предната влада, дали ќе се сложите на привремено решение? Еве да ве стават вас или амбасадори? Има еден израз во народот тоа како вели. Па затоа кој ќе се сложи? Јас видите само еден момент за гледачите, една мала анегдота од една минута. Значи, градоначалник на Париз е Ширак. Се држи европски собир на спортскиот риболов. И нашите спортски риболовци од Република Македонија. И застануваат сите, излегува градоначалникот на тераса да ги поздрави и грчката делегација оди да го симните името. И Ширак вика, враќајте се назад таму грците. Да се вратите кај вашите спортски риболовци. Овде кај е Париз, јас одлучувам како спортските риболовци ќе го носат името Република Македонија. Значи, прашањето е сепак едно индивидуално прашање кое во еден миг може да биде решено како Гордиевиот јазул, кога меѓународните институции ќе го имаат тоа силно влијание за да ја одредуваат светската историја, а не да бидат жртва на манипулација. И нечем да го пресечат. После ЕПП се враќаме на темата како се примаат дипломатските пораки во домашната политичка сцена. За миг во клубот на пратеници и преговорите на лидерската четворка, Панта има ли било какви новини? Добро вечер од пред клубот на пратениците. За сега договор нема. Партиските лидери повеќе од 3,5 часа преговараат во клубот на пратениците. Тие тука пристигнаа нешто пред 17 часот, кога им се приклучија на работните групи кои овде своите разговори, своите преговори ги започнаа околу 11 часот. Тоа значи дека зад нас еден долг преговарачки ден, оптимизмот, почетниот оптимизам кој владееше во текот на денот и кој владееше и овде меѓу нас новинарите дека е можно брзо решение, брз договор, полека се рони како што со секој измина час станува и се постудено. Она за што преговараат, пред се да кажам дека последната информација, тоа е новината, дека не би требало ние новинарите да очекуваме каква било изјава пред 12 часот, односно тоа значи дека договор до крајот на денот веројатно не е можен. Она за што преговараат партиските лидери, тоа се доближените ставови што претходно ги усогласиле работните групи околу пакетот закони. Законот за влада е усогласен со тоа што е договорено министерот за внатрешни работи кој ќе биде
предложен од страна на опозицијата, откако ќе заземе својата функција, ќе има ингеренции да разреши определен број, се спомнуваше процент од 30%, но не знаеме дали се остана на тој процент. Тоа значи дека ќе има право да разрешува одговорни лица во Министерството за внатрешни работи, но од страна на владеачката коалиција е договорено сепак да има и тој контрола, што значи дека на секој разрешен, односно на секој нов именуван функционер, владеачката коалиција ќе предложи негов заменик. Што се однесува до замениците министри, тие ќе имаат право на вето на одлуки на министерот кои ќе се однесуваат на изборниот процес. Тоа значи дека тоа вето тој ќе може како барање за преиспитување на законитоста да го поднесе до Државната изборна комисија, која ќе биде единствено надлежна да процени дали одлуката на министерот е во согласност со законот. Од друга страна, кога станува збор за законот за прислушуваните материјали, односно за така наречените бомби, или како што формално ќе биде наречен закон за укажувачи на криминал и корупција, договорот е да се забрани објавување на снимки кои содржат приватни разговори и кои содржат односно на приватни лица, но и разговори кои содржат приватни содржини. Тоа значи дека ќе биде возможено објавување на разговори кои се однесуваат на политички функционери, на јавни личности. Што се однесува до другите точки, тие се веќе договорени, тоа значи за анкетната комисија за собранието, како и за изборниот модел кој останува нели истиот со таа разлика што... Жал ми е што ќе мораш да останеш до доста на полнок, а ти престои и јавување во вестите во 22:30. Ти благодарам за ова јавување, иако ние бевме помалку благо песимистички оптимисти дека нешто ќе се постигне. Дозволи сега моите вечерашни гости во завршица да ги прашам што очекувате. Епилог. Па еве, ако треба јас да почнам, значи сите имаме право по една-две реченици. Да. Јас ќе се подсетам на една многу важна изјава на еден од водечките историчари на модерните времиња, Владимир Дедиер, кога се објави третиот том на биографијата на Тито, тогаш јас бев млад уредник во Мисла, и тој беше дојден и на еден ручек, тоа беше едно незаборавно искуство за мене како млад писател, на кој што беа Гане Тодоровски, Коле Чашуле, Блаже Конески и цела една плејада наши писатели. И тој кажа една реченица дека ви, македонци, ви сте били спашени за 5 минута. Вика, можеше да исчезнете од историската сцена и бевте спасени за 5 минути. Во еден мој есеј кажав дека имало многу пати по 5 минути за македонската историја, во Илинден, во Асном, во кризата во 2001, и мислам дека и овие 5 минути ќе бидат спас за Македонија, за да се отвори нејзиниот пат кон европските и трансатлантските интеграции. Арсуски и зашо? Па, неколку пати беа спомнат зборот пораки, и јас мислам дека пораките се јасни и треба добро да ги прочитаат сите 4 страни. За жал се само 4, има и повеќе и надвор што се заинтересирани да учествуваат во процес како дел од таа Македонија, дека само 23% или 15% не е тоа Македонија и не е тоа народот. Меѓутоа, што ако не се прочитаат добро пораките? Не очекува многу тешка зима и уште повеќе пролета ќе биде многу жешка. Јас сум оптимист во наоѓањето на едно решение, бидејќи решавањето на оваа криза не е само по потреба за Македонија. Решавањето на кризата во Македонија е потреба и за Европската унија, а и пошироко. Во вакви околности во кои што се наоѓа Македонија, не може поинаку и не може долго да трае сето ова, и мислам дека се на добар пат да се најде решение, благодарение, па јас пак ќе речам, од учеството на пријателите
кои ни сака добро на ова наша земја. И останаа пријатели. Ви благодарам, господа амбасадори, на вечерашното учество. Пријатна вечер. Утре сте со Боби Христов кој се враќа од Брисел.